Кумашинот на Вице Заев, контроверзниот струмички бизнисмен Ристо Крмсов, конечно замина зад решетки во шутка. Значи падна кумот на Вице Заев. Пред некоја недела новинари ги открија милионските бизнис сделки на истиот Вице со набавка на јаглен за време на енергетската криза. Пред неколку месеци се отвори големата афера со омилената компанија на Заеви Зобек Майнинг. А пред тоа екс-директорот кој му пишуваше поезија на Заев избега во непознат правец. Полека се стега обрачот околу бизнис релациите на поранешниот премиер Зоран Заев. Не знам дали е прашање на тактика, политика, внимателност или просто сплет на околности, но впечаток е дека почна соочувањето со богатото коруптивно наследство на кланот Заев. Без разлика дали се сонча или руча во Грција или ги користи бенефитите од златната виза во Дубај, сите овие случаи кои ги набројав се на ваков или онаков начин врзани за него или неговото семејство. И мислам дека со расветлувањето на сите овие афери, конечно сите ќе имаме докази и ќе видиме кој владеел со Македонија во изминатите 7 години и какви луѓе всушност се тие. И сега кога на виделина излегува сето ова, одеднаш Филипче барал и добил полициско обезбедување. Искрено не знам кој е мотивот што Филипче се отсетил загрозен за да добие телохранители. Само може да претпоставуваме. Но малку е симптоматичен тајмингот. Затоа слободно ќе кажам дека човеков има толку гревови што веројатно се почувствувал дека некој може нешто да му направи. Но да ве замолам, не смееме да дозволиме никој ништо да направи. Влакно да не му фали. Треба да си остане жив и здрав, за да заедно со неговиот ментор Заев одговараат пред суд за сите работи кои ги имаат сторено додека беа на власт. За лотарија, за груби, за ЕСМ, за Рекбитола, за Крмзов и слично. Афери тешки неколку стотици милиони евра народни пари, кои мора да бидат вратени. Затоа може би е конечно време ние да го поставиме оној бројчаникот на Порта Македонија, како што ни ветуваа на времето, за да видиме колку пари досега украле од овој осиромашен народ.